Добар ден од Куманово. Куманово, иако нема изградено доволно основна велосипедска инфраструктура, сепак градот изминативе години бележи успешни резултати и во оваа спортска дисциплина. За тоа сведочат истакнатите имиња од велосипедизмот, како и успешната работа на здруженијата кои што функционираат на ниво на градот. Време ли е да се подобри самата состојба, но и како успеваат да ги реализираат успешните резултати сиве овие години? Разговарам со неодамна назначениот нов председател на Велосипедската федерација на Македонија, Емил Цветанов. Добар ден, благодарам што одвоивте време за нашата емисија. Најпрвин честитки за самата функција и на што ќе се насочите во овој ваш нов мандат. Добар ден, благодарам на поканата и поздрав до гледачите на Македонска радио телевизија и до сите велосипедисти во нашата држава. На што ќе се посветиме? Секако на честно и законско работење и приближување на спортот до сите велосипедисти, односно федерацијата до сите велосипедисти и потикнување на тој активен спорт кај сите граѓани на нашата држава. Реков и во најавата, немаме доволна основна инфраструктура, велосипедска инфраструктура, тоа е факт, тоа го признаваат и сите надлежни, меѓутоа и вие, вашето здружение, од вашиот клуб и оние останати кои што функционираат на ниво на градот, сведоци сме дека остваруваат навистина значајни резултати. Која е тајната, кој е рецептот на овој успех, како успевате? Вака, резултатите и тренинзите вообичаено кај спортистите се одвиваат надвор од градските средини. Вообичаено сме на отворен пат, но дека фали тука инфраструктура, да, секако фали за сите граѓани кои сакаат да го користат велосипедот како превозно средство. И со тоа да имаат и безбедно движење низ градовите. Се надевам дека во иднина и ги охрабрувам властите да вложат повеќе во изградење на инфраструктура за велосипедизам. Каква е состојбата со останатите градови? Мислам дека во останатите градови исто така има мала инфраструктура. За да го одвојам Скопје, поразвиено, повеќе години веќе работи на таа тема и мислам дека во Скопје има солидна инфраструктура. Ги обезхрабрува ли ова самите велосипедисти, оние од најмала возраст, меѓутоа и како што рековте, граѓаните да го користат како превозно средство велосипедот, кој што знаеме е значаен од сите аспекти пред се за нашето здравје, оно што е значаено? Предпоставам и сигурно дека е така, бидејќи сепак велосипедските патеки и таква инфраструктура нуди безбедност на самите велосипедисти, граѓани, сите кои користат велосипед како превоз. Така да мислам дека фали и треба да се работи на тоа. Кои се плановите на федерацијата во наредниот период, оваа тековна година, на што планирате да се насочите? Нормално, нашиот календар трки, меѓународни надпревари, исто така омасовување на самата федерација со повеќе спортисти, да покажеме дека сме една отворена организација за развој на тој спорт и помош во сите сегменти од велосипедизмот. Продолжува функционирањето на вашиот клуб, продолжувате со значајни резултати, меѓутоа и со сите оние настани кои што постојано ги организирате. Да, продолжуваме и таму, сега од оваа функција малку потешко ќе ми оди тоа, но секако ние како федерација, не само кон нашиот клуб, туку кон сите клубови, ќе се трудиме да им дадеме една голема поддршка во самата организација на надпревари и со тоа да ја подобриме и безбедноста на надпреварувачите, сето тоа да добие едно ново светло во спортот. Од која возраст е најдобро да се започне за оние најмали информација? За оние најмали, мислам дека најдобрата возраст е од 11 години веќе да почнат активно да се бават со овој спорт, бидејќи многу значи таа возраст за понатамошен напредок на самиот спортист. Ќе бидеме ли активни надвор од Македонија и колку се значајни за самите спортисти ваквите надпреварувања, признанијата надвор од Македонија? Секако и тука домашните надпреварувања, меѓутоа меѓународните се итекако важни, а исто така се важни и за самите надпреварувачи затоа што им дава мотив за повеќе тренинг, им увидуваат нели каде се, до кај се стигнати со својот тренинг во однос на нивната конкуренција што е на меѓународно ниво. Господине Цветанов, ви благодарам на одвоеното време и посакувам успех на сите по линија. Благодарам на вас и поздрав до сите.
Имавме можност да го слушнеме Емил Цветанов, новиот претседател на Велосипедската федерација на Македонија, како што веќе истакна во својот мандат заедно со сите здруженија ќе се залагаат за подобрување на условите, основната велосипедска инфраструктура, меѓутоа и за помасовноста на овој спорт, привлекување на што поголем број дечиња, бидејќи како што знаеме спортската дисциплина е навистина значајна и за здравието на сите. Студио.